Da li znajete, zašto Skopje, među другото, се нарекува и град на солидарноста? Институтот за македонски јазик е донација од иселениците, детскиот базен донација од Белгија и Холандија, детскиот сообраќаен центар донација од Германија, физкултурниот дом Кале донација од Грција, физкултурниот дом Карпош 2 донација од Франција, јавната бања во Чаир донација од Етиопија, бањата Катланово донација од Италија, детскиот центар Водно донација од Гана, Египет, Либија, Бурма, Кенија и Кувајт, драмскиот театар донација од Велика Британија, домот на старци злокуќани донација од Шведска, младински културен центар донација од Русија и Алжир, детскиот анти-ТБЦ центар Козле донација од Норвешка и Шведска, детската болница во Ѓорче Петров донација од Шведска, основното училиште Комненски донација на Чехословачка, 4 советувалишта за мајки и деца донација од Велика Британија, 6 центри за млеко донација од УНИЦЕФ, основното училиште Песталоци донација од Швајцарија, поликлиниката Букуреш донација од Романија, 3 згради со 102 стана донација од Романија, гинеколошката болница Чаир донација од Чехословачка, хемиското училиште донација од Полска, гимназијата Ѓорги Димитров донација од Бугарија, детската градинка Карпош 2 донација од Германија, општинствен дом Драчево донација од Франција, детската градинка Копенхаген донација од Данска. Ете затоа Скопје се нарекува град на солидарноста. За оние кои загинаа во катастрофалниот скопски земјотрес, градот Скопје подигна споменик во 1965 година. Бетонската скулптура е дело на Ѓорги Груин. Споменикот 26 јули се наоѓа во рамките на гробиштата во Бутел. Излијан е во бетон и иако на прв поглед се чини дека е симетричен, неговата прекршена несиметрична форма исто така има символика. Преку применетите облици како користењето пукнатини, споменикот создава чувство на нестабилност, ранливост и кршливост, директно алудирајќи на последиците од земјотресот во кој беа уништени 80% од зградите во Скопје, а над 1000 луѓе ги загубија животите. Тука се наоѓа нивното вечно живеалиште.